Маж ги нападнал сопругата и детето, лице се однесувало агресивно кон својата партнерка. Во гостиварската полиција изминатиот период зачестија ваквите пријави кои укажуваат на семејно насилство. Не изостанаа и од билтенот во последните 48 часа, каде се регистрирани 2 случаи. Во едниот, освен физички напад, пријавена е и обљуба. Стручните лица подвлекуваат дека пандемијата го направи своето, кај поголемиот дел од граѓаните расте стресот, излегуваат на површина недоразбирањата и тоа може негативно да влијае врз однесувањето на поединци. Отворено да се зборува за оваа појава и случаите да се пријавуваат, советуваат тие. Тоа што реков е зголем случај на семејно насилство, особено во моментот кога имавме локдаун од целата држава, значи сите семејства се внатре и нашиот вкупен менталитет, значи кога зборуваме за семејно насилство, си сметаме дека е тоа приватна работа која се случуваат зад вратите на секое семејство, но не е тоа така. Она за што институциите треба итно да се заложат е донесување на сеопфатен закон за заштита на жртвите од семејно насилство, нагласува Муслиу. Ургентно што може да направат, Македонија во 2018 година потпиша Истанбулската конвенција и потоа се случија овие избори и седа така. Значи, тоа што е ургентно сега, одма мора да се донесе севкупен и севпатен закон за заштита на насилство во жените и децата. И тоа мислам дека треба сега одма ургентно да се донесе и да се применат сите мерки и заштити на оваа категорија на општеството. Податоците кои се однесуваат на државно ниво покажуваат дека семејното насилство во првите 6 месеци од годинава пораснало за околу 7,5% споредено со истиот период лани. Регистрирани биле вкупно 824 случаи, во кои жртви биле 611 жени, 140 мажи и 73 деца.